Кога нештата се менуваат, треба да ги следиме светските трендови и најмногу научената фела ги следи во поглед на истражувања, најмногу сака да влијае, но колку ние како заедница, како бизнис заедница, како чинители во истата, помагаме за спроведување на тие нови истражувања и помагаме во науката и ја потикнуваме науката, особено кај младите. Сега на светскиот ден на планетата Земја, денеска разговараме за конференцијата која што започнува денеска, ќе трае утре, конференција Зелено инженерство. Добро утро! Ќе започнам со дамата, коорганизатор на конференцијата Анита Котеска, и тука ни е професорот доктор Свето Цветковски од Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје како коорганизатори така на конференцијата. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам за гостувањето. Може да започнеме најпрво со вас, професоре. Каква е соработката помеѓу научната фела, бизнис заедницата и научната фела и бизнис заедницата, и каква е соработката и вклученоста на младите во спроведување на вашите научни истражувања? Да, па добро, јас како долгогодишен професор на Технолошко-металуршкиот факултет стално го потенцирам тоа дека ние како факултет треба да бидеме сервис на македонската индустрија, да бидеме од корист, да работиме на решавање на одредени проблеми. Токму во тој контекст е и ова конференција која сега ја организираме, значи конференцијата која трае 2 дена и на која атипична, значи не е чисто научна конференција, него тука ќе бидат вклучени и бизнис секторот, ќе имаме презентација на компании, и ова е интересно и од насловот, она што вие го потенциравте, значи циркуларната економија, одржлив развој, зелено инженерство, така да сакаме да дадеме еден допринос, да што повеќе се доближиме до нашата индустрија и со одредени предлози да дојдеме до одредени решенија, бидејќи и Европската Унија конкретно сега зборувам за темата на конференцијата, и Европската Унија го потенцира тоа, агендите што ги спроведува, дури има свој за Западен Балкан, има посебна агенда во која има голема можност да ние како факултет се вклучиме. Значи, ние не сме почетници во оваа област. На факултетот има неколку институти, има колеги кои повеќе или помалку работат на тоа, така да со оваа прва конференција само сакаме да ги продлабочиме тие контакти со нашата индустрија, за да можеме поуспешно да се вклучиме. Инаку велат дека, јас како металург велат дека металурзите се најголеми загадувачи, да, меѓутоа ние знаеме како и од она што е отпад, метал скрап, да го искористиме, значи да го рециклираме, бидејќи добивање да добијате метал директно од руда, тежок, макотрпен процес, многу отпад, загадување на човековата средина. Меѓутоа, металите, да речеме, може 100% да се рециклираат и повеќе пати да се рециклираат. Тука особено би ги потенцирал и неарџосувачките челици, инокс или рост, препознати во народот. Добро, и сега популарни. Да. Значи, можете комплетно да ги рециклирате, а тоа и научната литература го потенцира дека тоа е нешто што може на полесен, бидејќи тоа се скапи елементи, скап производ, место почетокот да се одвива процесот, ние, да речеме, го рециклираме материјал и добиваме наново готов производ кој нормално се употребува во човековото живење. Ќе продолжиме за младите, но Анита, велат дека кога потребата е голема, кога проблемот е голем, треба да ги вклучи жените, ти најдобро знаат како да го решат проблемот, а толку жени на едно место, веројатно ќе се најде едно вистинско решение кога е во прашање одржувањето на животната средина. Женско лидерство. Што ќе правите? Добро утро и од мене. Благодарна за поканата на празникот на единствениот дом на сите живи суштества, денот на планетата Земја.
ние како женско лидерство реално сме активни од аспект на тоа што успеавме науката и бизнисот да ги поврзаме. Конкретно јас доаѓајќи од странство каде што работев во научен парк и секојдневно гледав иновации, развој кои што се апликативни, кои што му требаат на општеството, решив да ги донесам со себе дома. И тоа го направив. Исконтактирав со жени лидери, професори, конкретно на Технолошко-металуршкиот факултет, каде што заедно направивме еден проект за зелено и оддржливо рециклирање на отпадна гума. Но тука не сме сами, ние пред да влеземе во тој процес, во тој наш, така наречен екосистем, тргнавме од почетокот, од базата, каде се создава отпадот. Тоа беше првата алка, комуникација, повторно со жена лидер од компанијата Екоцентар 97, каде што ни покажи, ни отвори што се е потребно за ние да го направиме тоа соодветно на проблемот. Значи, алоциравме, утврдивме кој е обемот на отпадна гума, направивме решение, поточно R&D предлог, кое што благодарност ни беше поддржано од Државниот фонд за иновации, но ние продолживме тоа да го надградуваме во едно уште поголемо решение на ниво на 7 европски држави. Во моментов изработуваме дигитален регистар за отпад, што значи дека имаме 7 жени лидери од 7 истражувачки центри, каде што очекуваме многу брзо со обична фотографија каде што се наоѓате да пратите слика во некоја платформа и да се појави каде е точно географски депонијата. Значи повеќе нема да треба. А кој би ја отстранил потоа? Би се работувале со институциите, претпоставувам. Крајниот предлог на нашиот проект е изнаеме дека отпадот има вредност. Значи со отпад се тргува. Треба соодветно да го третирате, да го алоцирате и како што кажа професорот, за секој отпад има процес и поставка за рециклирање. Конкретно, ние сме против спалување на гуми за добивање варовник и слично што се случува за жал во нашата држава. И со професорите од Технолошкиот факултет, професорките, имаме процедура за механичко и хемиско третирање на отпадната гума, каде што повторно се добива нов корисен продукт кој што служи во неколку индустрии. Значи имаме аутпут кој што ќе се користи за детски павер елементи во детски училишта и објекти. Потоа имаме еколошко гориво за друг тип на индустрии. Значи имаме неколку продукти, така што визијата е да го алоцирате, тука е науката да го третира соодветно и повторно да го врати во бизнисот. Реков јас, жени кога ќе се соберат ќе го решат проблемот, убаво реков професоре. Секоја чест, Анита, да, би сакала и во следна прилика се ова што ни кажавте, би сакала да ги видам и другите, сите собрани заедно, па да малку повеќе да продискутираме за вашата мисија, но визијата и потребата ја согледува најмногу науката. Колку младите се вклучуваат во научните истражувања? Има ли кој да ве наследи, професоре? Ето е голем проблем кој го имаме. Ке зборувате, предпоставам и денеска и на конференцијата на таа тема. Па точно така. Денеска или утре, не знам кога. Утре правиме вака сега во принцип, поготово на техничките факултети имаме изразито осипување на бројот на студенти. Така да ние мора да превземеме мерки она со што располагаме да ги задржиме на тие млади луѓе. Меѓутоа, еве, јас како пример кој е не баш популарен, позната е појавата дека многу наши средношколци после завршување на средното образование заминуваат од земјата. И тоа не само во подалечните европски земји. Типичен пример е за тоа е Словенија, каде значи готови средношколци излезени, одат во Словенија, им се нудат одредени услови за минување. Сега ние правиме некои напори, конкретно на факултетот се одржа надпревар за наноматеријали, значи каде средношколците ги анимираме да се заинтересираат за овие наши дисциплини кои ги предаваме, а исто така еве во прилог на тоа и овој хакатонот кој утре ќе се одржи на факултетот, каде млади наши студенти ќе дадат конкретни идеи за ова проблематика, значи рециклирање, одржлив развој заедно со своите професори, значи да се види дека на факултетот се мисли за тие млади луѓе
и дека сакаме да ги анимираме да останат тука и со и цел да ги поттикнете. Тоа е, да останат тука. На крајот нели силно што работиме, цел наш труд треба да го пренесеме некому, светот останува на младите, ни баре рекле. Ви благодарам за гостувањето. Имавме кусо време да најавиме, но верувам дека доволно да истакнеме што е најважно кога е зелената агенда во прашање. Посакувам да ви помине онака како што сте испланирале конференцијата, а ните посакувам да ве видам потоа сите жени лидерки. Зелени лидерки, така се нарекувате, така? Па се спремаме, секој што прави некаков бенефит, кој што има некаков импакт конкретно на решавање на проблемот е добре да се вклучи во нашата мисија во тој екосистем каде што работиме на многу активности. Следно ни е чистењето на Охридското езеро и уште нешто поголемо дополнително се надевам ќе ме причина да го најавиме во некоја следна емисија. Убаво што го споминавте Охридското езеро. Благодарам за гостувањето.